А со конференција на тема политики за медиумска писменост во ерата на вештачката интелигенција започна 6-то издание на деновите на медиумска писменост. Твојата свесност е најважниот филтер, е мотото под кое што до 4 ноември 15 членки на мрежата за медиумска писменост и нивни поддржувачи организираат бројни настани во кои што уште еднаш ќе се говори за неопходноста од подигнувањето на медиумската писменост на ниво повеќе. Токму на оваа тема ние ово утро разговараме со Емилија Петрска Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Емилија, добре ми дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов и добро утро за публиката. Многу пати, низ години сме зборувале за тоа која е предноста на тоа да се биде дел од дигиталниот свет, што тој нуди како можности, но од друга страна и ризици за сите оние кои што не знаат да го користат правилно. Причина повеќе и годинава повторно да зборуваме гласно на оваа тема. Да. Како што често пати повторувам, ама некои работи кои што се вистини мора да се повторуваат многу пати. Медиумската писменост е писменоста на 21. век. Во 20. век беше важно да знаеме да читаме и да пишуваме. Сега е важно, имајќи предвид дека сите двојно живееме во вистинскава реалност и живееме во виртуелната реалност. Сите сме одреден дел од денот, од најмали до најстари, кој повеќе, кој помалку, на онлайн, на социјалните мрежи и затоа мораме да бидеме писмени, односно подготвени како да се справиме со сето она што таму го наоѓаме, сето она што таму го среќаваме и како да оцениме што од сето тоа е вистинито, што не е вистинито, затоа што на вистина, за жал, има многу лажни информации. Тоа е еден така широк термин кој што опфаќа и дезинформации, и погрешни информации, и злонамерни информации. Затоа е нужно континуирано да работиме на развојот на сопствената критичка свест, на сопственото преразгледување и проверка на сето она што го среќаваме онлайн, а и офлайн, или во реалниот свет и на реалните медиуми, за да можеме да бидеме сигурни дека не сме дозволиле да бидеме излажени. Овие денови се најзначајниот национален настан кога се мобилизираат граѓаните, многу установи, граѓански организации, медиуми, државни институции и така натаму и така натаму. Како се организирани оваа година и во кој сегмент АВМУ се вклучува во одбележување на овие денови? Како и секоја година, ова е заеднички напор на мрежата за медиумска писменост, која што постои од 2017 година. Сега сме веќе 86 членки, и државни институции, и граѓански организации, образовни установи, компании, медиуми и радиодифузери и онлайн медиуми и експерти, приватни лица, значи цела една голема група на луѓе кои што навистина се трудиме да на сите можни начини, односно и во сите сегменти да работиме на подигнувањето на медиумската писменост. Оваа година настаните ги организираме 15 од нас и наши поддржувачи, затоа што секоја организација има и различни проекти кои што се финансирани од различни субјекти и се организираат најразлични настани. Некои настани се случуваат вака во живо, некои се случуваат онлайн. Имаме настани кои што се организирани за сите возрастни групи од најмали до најголеми. Имаме дебати, имаме конференции, имаме работилници, особено со средношколците. Една од темите која особено се провлекува овој пат низ деновите на медиумска писменост е вештачката интелигенција. Тоа е тема на која оваа година особено Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги посвети внимание. Ја отвараме вчера на конференцијата и отворивме темата од аспект на авторските права и нивната заштита при користењето вештачка интелигенција, а понатаму во четврток имаме и посебна работилница за средношколци, но и уште една работилница посебно посветена на медиумските професионалци и на етичките прашања кога тие користат вештачка интелигенција во нивната секојдневна работа. Затоа што знаете, вештачката интелигенција не е штетна самата по себе. Таа може да наштети тогаш кога ние ќе ја дадеме таков, како што се вели, промпт, односно таква наредба ќе ја дадеме. И затоа е многу важно сите да бидеме свесни на кој начин можеме да ја користиме вештачката интелигенција за да ни помогне во секојдневниот живот. Би сакала, ако ми дозволите, само да споменам дека во организацијата оваа година покрај агенцијата учествуваат и
Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, проектот Младите размислуваат, поддржан од USAID, спроведуван од IREX, кој што всушност ја поддржува реформата за воведување на медиумската писменост во образованието во Македонија, понатаму Метаморфозис, Советот за етика во медиумите, Сдруженијето на новинари на Македонија. Она што особено ме радува е што делегацијата на Европска унија, која секоја година е поддржувач на настаните, а поддржувач на мрежата од самите почетоци, оваа година се приклучува, иако не е членка на мрежата, со свој посебен настан. Денеска ќе имаат панел дискусија на многу интересна тема за дезинформациите поврзани со Олимписките игри во Париз. И настаните ќе се случуваат освен во Скопје и во Куманово, во Кавадарци, во Пробишти, во Струга, значи се трудиме да покриеме се. Во контекст на поголема медиумска писменост, неопходно е да се зборува не само оваа недела на темата, туку континуирано, бидејќи едукацијата секојдневно ни е неопходна. И тука е потребно да се вклучат не само овие 15 членки со настани, туку сите ние во различни сегменти од општественото живење. Каков е вашиот впечаток во моментов? Го правиме ли сите колективно тоа и што може да се направи за унапредување на процесот? Можеме подобро. Секако дека можеме подобро, особено можеме повеќе. Можеме пред се вчера на конференцијата се говореше и за тоа дека ни е потребна стратегија, национална стратегија, во која што ќе бидат препознаени сите чинители кои што треба да земат активна улога и на кој начин треба да ја преземат таа активна улога во зголемувањето на медиумската писменост. Затоа што онака како што медиумите се составен дел од секој сегмент на нашиот живот, така ни е неопходно и сите ние заедно да функционираме усогласено и во образованието, и во работата со повозрасните, затоа што погледнете какви измами има за возрастни луѓе, каде што угледни доктори се злоупотребуваат, наводно препорачувајќи лекарства не се добиваат без рецепт, особено не онлайн. И децата од најраната возраст, и воопшто сите ние во најразлични сегменти, така што потребно ни е сите заедно да бидеме свесни колку е важно ова прашање и да ги преземеме сите чекори кои што понекогаш не сме ни свесни колку е лесно да ги преземеме за да помогнеме за напредувањето на медиумската писменост. И за крај, каква е улогата на АВМУ во заштитата на интересите на граѓаните од областа на аудио и аудиовизуелните услуги? Ги представуваме фактички граѓаните во сферата на аудиовизуелните медиумски услуги на тој начин што го спроведуваме законот од аспект на заштита на малолетниците, од аспект на следење на тоа дали се почитуваат правилата за рекламирање и на тој начин нели граѓаните да знаат кога нешто им се продава, кога нешто е информација. Понатаму се грижиме, работиме, даваме поддршка за развој на медиумскиот плурализам, зашто не сме ние тие главните кои што можат се да кажат или да направат, туку мораме да работиме во соработка со медиумите, бидејќи сепак се тие независни, имаат своја независна уредувачка политика и така мора да биде. Овие наши напори во делот на поттикнување на медиумската писменост, обезбедување пристап до програмите за лицата со попреченост, подигнување на свеста за потребата од родова еднаквост во целото општество, вклучувајќи ги медиумите, мислам дека ќе биде многу време ако продолжам да набројувам. Значи, навистина, освен што работиме како регулатор, да речеме како некој кој што врши мониторинг, ние всушност многу проактивно ја сваќаме нашата улога, па работиме најразлични истражувања затоа што веруваме дека фактите, кога ќе се обезбедат, помагаат да се дојде до вистински решенија. Се надевам дека и ние новинарите ќе се ја сватиме сериозно работата и во периодот кој што следува, бидејќи во голема мера зависи и се од нас и какви информации ние им доставуваме на нашите гледачи, па ќе се унапредуваме и ќе работиме на темата. Ви благодарам многу за гостувањето. Секако со сето она што ќе биде ново и актуелно, ви имаме во Македонија наутро, а ја следиме цела недела со сите активности и тука. Ви благодарам. Нистата тема остануваме вани со следната соговорничка, те видоа гледачите дур помина, најавувајќи го линкот.